Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во денешната епизода ќе завршиме со обработка книгата Плачот на Еремија. Досега ги проучивме првите 2 глави и денес ќе продолжиме со читање и обработка на следните 3. Глава 3 е напишана во акростичен стил. Овој стил на пишување е познат по тоа што секој нов стих од текстот започнува редоследно со буквите од еврејската азбука. Во еврејската азбука има 22 букви, а оваа глава има 66 стихови, што значи дека на секоја буква од еврејската азбука и се посветени по 3 стихови. Знаете, најблиското нешто до акростичниот стил што ние го имаме денес се детските игри за учење зборови. Например, А за ананас, Б за балон, В за верверица и слично. Мислам дека е време да почнеме со читање. Во оваа глава продолжуваат оплакувањата на пророкот Еремија. Стих 4. Го исцеди телото мое и кожата моја, ги здроби коските мои. Пророкот Еремија беше сведок на уништувањето на градот Ерусалим од страна на царот Навуходоносор и тоа му го скрши срцето. Тој со години пророкуваше помеѓу народот, опоменувајќи го дека ако не се покае, ќе мора да се соочи со последиците од своите гревови. Но, конечно дојде момент кога тие негови зборови се исполнија. Народот не се покаја и затоа се соочи со Божјиот суд. Интересно е што кога тоа се случи, Еремија не им рече на луѓето: ако вие, со години ви велев дека ќе дојде до ова, ама вие не ме слушавте, си ја заслуживте оваа трагедија. Не, пророкот плачеше заедно со народот, дури би рекол дека плачеше многу повеќе од останатите. Според тоа што го читаме во оваа книга, мислам дека без проблем можеме да заклучиме дека оваа трагедија лошо влијаеше и врз неговото здравје. Стихови 21 до 24. Еве што му одговорив на срцето мое, и поради тоа имам надеж. По милоста на Господ не загинавме наполно, бидејќи милосрдието негово не е пресекнато. Тоа се обновува секое утро. Верноста негова е голема. Господ е дел мој, ми вели душата, па така на него ќе се надевам. Ова се најпознатите стихови од оваа глава. Во сиот тој хаос, во сета таа тага, Еремија како за момент да застанува и се потсетува дека Господ е милостив, верен и добро е човек на него да се надева. Тоа воопшто не е едноставно, човек да седи во рушевини, околу себе да гледа мртви тела или луѓе кои едва и преживуваат и покрај се да каже: Господ е милостив. Поради неговата милост не загинавме целосно. Ако тој не ни беше милостив, целосно ќе не снемаше. Во оваа книга има 5 така наречени оплакувања, а сега се наоѓаме кај третото. Ова е единственото оплакување во кое има светла точка. Тоа се токму стиховите кои ги прочитавме, во кои пророкот Еремија за момент запира, престанува да зборува за трагедијата околу себе и своето внимание го насочува кон Господовата милост. Досега зборуваше за Господовата правда и неговиот суд, но во сето тоа се потсетува себе си, а и сите кои го слушаат и читаат, дека Господ е исто така и верен и милостив. Ова е исклучително важно да го направиме кога се соочуваме со какво било страдање и болка, да се потсетуваме дека дури и во тешките моменти, дури и тогаш кога разбираме или не разбираме зошто некои нешта се случуваат, сепак Господ е добар, верен и милостив. Еремија вели дека единствената причина поради која народот не беше целосно уништен е токму Господовата милост. Сега доаѓаме до глава 4, која е всушност четвртото оплакување,
кое е дадено во форма на медитација. Можам да го замислам пророкот како седи помеѓу рушевините на градот Ерусалим, размислува за ужасот кој го гледа и се обидува да го вербализира хаосот околу себе, кој на некој начин беше дело на вавилонскиот цар Навуходоносор, стихови 1 и 2. Како потемне златото, како се измени најчистото злато. Камењата од светилиштето се расфрлени по сите крстопати. Синовите на Сион некогаш ценети како најчисто злато, а сега ги ценат како земјани садови, дела на грнчарски раце. Ова е интересна споредба на младите мажи и момчиња во Ерусалим. Прво, Еремија вели дека тие биле ценети како најчисто злато, а по ужасот кој се случи во градот, тие веќе не се ценети како чисто злато, туку на некој начин ја изгубија својата вредност и сега се како земјени садови. Тоа е трагедијата на војната. Поради неа, многу луѓе ги губат своите животи или пак цел живот со себе ги носат лузните на војувањето. Верувам дека во овој стих се крие важен духовен принцип и за нас денес. Поради тоа што сме создадени според Божиот лик, ние имаме вредност и сме како садови од најчисто злато. Но, поради гревот и последиците кои ги трпиме од гревот, ние станавме како земјени садови. Колку повеќе се впуштаме во гревот, ние толку повеќе се оддалечуваме од првичната состојба во која Бог не создаде. Тоа не значи дека во Божите очи ние немаме никаква вредност, но значи дека одлучуваме да се деградираме самите себе. Продолжуваме со читање на текстот. Во стих 4 ни е дадена една од најсликовитите изјави во оваа книга, преку која пророкот Еремија совршено ни доловува колку лоша била состојбата во градот. Забележете што тој вели. Јазикот на доенчето се прилепува до непцето поради жет. Децата бараат леп, но никој не им подава. Опсадата на градот Ерусалим, предводена од царот Навуходоносор, беше ужасна случка. Луѓето кои беа затворени во градот многу страдаа. Опсадите на градовите имале за цел да ги секнат сите извори на вода и храна кои им биле достапни на луѓето. Често, градовите имале доволно ресурси за да издржат неколку денови, а во најдобар случај неколку недели. Потоа следувал вистински ужас, бидејќи останувале без вода и без храна. Пророкот Еремија вели дека доенчињата немале млеко за да пијат, а децата немале леп за да јадат. Тоа била ужасна гледка. Мислам дека нема ништо потрагично од тоа кога децата страдаат од глад поради војна. Стих 5. Оние што јадеа сладки гинат по улиците, одгледаните во пурпур се валкаат во смет. Во минатото, јудејците кои живеа во Ерусалим уживаа во голем раскош. Пазарите беа полни со плодови и храна. Луѓето можеа да си дозволат да купат не само тоа што им е потребно, туку и повеќе од потребното. Но, поради нивните гревови, дојде момент кога веќе немаа пристап до тој раскош и се најдоа во сосема спротивна ситуација од претходно. Се прашувам што би се случило ако Бог одлучи да го суди денешниот свет. Како ние би се снашле во таа ново настаната ситуација, кога маркетите би биле празни, кога би биле лишени од многу од нештата кои ги земаме здраво за готово. Не сум сигурен дека сме подготвени за такво нешто, но овој суд со кој се соочија жителите на Ерусалим е еден вид на предслика на судот со кој ќе се соочат луѓето при крајните времиња. Стих 6. Казната за безчестието на ќерката на мојот народ ја надминува казната на Содом. Тој беше срамнет за миг и раце човечки не се допреа до него. На јудејците многу добро им беше позната ситуацијата со градовите Содом и Гомора, на кои Господ им судеше во времето на Авраам.
Во нивната историја, овие два градови беа символ за Божиот праведен суд, но одеднаш Еремија вели дека Ерусалим доживеа уште поголема казна од онаа на Содом. Тој како да вели, барем градот Содом беше одеднаш уништен со оган и го снема, а нашиот град долго страдаше и на крајот, иако не е целосно уништен, сепак ми се чини дека помина многу полошо од Содом. Сето ова требаше да им даде на јудејците до знаење дека само затоа што се Божи избран народ, тоа не значи дека Бог ќе им прогледува низ прсти за нивните гревови. Бог е праведен и не е пристрасен. Стихови 7 до 9. Кнезовите и беа почисти од снег, побели од млеко, тие беа телесно поубави од корал, изгледот им беше како сафир, а сега лицето им е потемно од се што е црно. Не ги познаваат ни улиците, кожата им се прилепила за коските, па станала сува како дрво. Убиените со меч минаа подобро од оние што глад ги убива, зашто тие бавно умираат поради недостиг од полски плодови. Се чини дека во оваа глава пророкот Еремија дава неколку споредби. Прво, ја споредува состојбата на мажите пред и по уништувањето на Ерусалим. Потоа, ја споредува така наречената судбина на градот Содом со онаа на Ерусалим. А сега дава споредба за тоа како изгледале кнезовите во минатото и како изгледаат сега откако градот е запустен и уништен. Овие стихови треба да бидат предупредување и за нас денес. Да сватиме дека благопријатното време не треба да го користиме за да се опуштаме во раскош и во грев, туку будно и внимателно да го живееме животот со стравопочит кон Господ. Не само тоа, туку овие стихови се и подсетување за нас, да сватиме дека не е важно како луѓето изгледаат надворешно, колку раскошно живеат и изгледаат, туку важно е каква е состојбата на нивните души. Стих 10 опишува уште еден ужас од градот. Таму се вели: дури и жалостивите жени ги вареа со рацете децата своји, за да им бидат храна кога гинеше керката на мојот народ. Замислете, при опсадата на Ерусалим, дел од жените беа толку гладни што со тек на време одлучија дека е подобро да ги сготват своите деца, предпоставувам деца кои веќе биле починати од прегладнетост, отколку самите тие да умрат од глад. Знам дека ова е ужасно да се чуе, но пророкот ја опишува ситуацијата таква каква што била. Денес пак, ова зло се пројавува во друга форма. Мајките си ги убиваат своите деца преку абортуси, исто така за да си го олеснат својот живот. Тоа е грев во Божите очи. Стих 13. Сето тоа е поради гревовите на лажните пророци, поради беззаконијата на свештениците негови, кои меѓу него пролеваа крв на праведници. Ова е навистина важна тема во Стариот Завет. Бог на својот народ му праќаше пророци кои ја зборуваа вистината и го повикаа народот на покаяние, но помеѓу народот имаше и лажни пророци, кои на луѓето им велеа дека нема потреба да практикуваат покаяние и дека ништо лошо нема да им се случи, бидејќи тие се Божи народ. Еремија вели дека тие луѓе се виновни, бидејќи зборуваа лаги во Божјото име. Ова треба навистина да ги замисли сите кои имаат улога на учители и проповедници во црквата. Таквите луѓе треба да се внимателни што зборуваат. Стихови 16 и 17. Лицето на Господ ги расеа, тој нема веќе милостиво да ги погледне, бидејќи не го почитуваа лицето на свештениците, кон старците милост немаат. Очите ни се веќе истрошени, очекувајќи залудо помош, од нашата стражарска кула чекавме народ кој не можеше да не спаси.
Еремија повторно нагласува дека во суштина Господ е оној кој стои за тоа што му се случи на народот. Тоа не значи дека Господ е виновен, бидејќи народот си ја заслужи казната со своите гревови, но Господ дозволи тие да бидат дисциплинирани за да сватат дека постапките имаат последици. Интересно и тоа што Еремија вели дека тие чекале народ кој не можел да ги спаси. Се чини дека кога беа под опсада, јудејците се надеваа дека некој од нивните сојузници ќе им дојде на помош, но тоа не се случи. Тие залудно чекаа некаква асистенција. Наместо да се надеваат на Господ во тие тешки моменти, јудејците продолжија својата надеж да ја полагаат врз луѓето. Стих 22. Керко Сионова, казната за твоето беззаконие се сврши. Тој нема повеќе да те гони, но беззаконието твое, Керко Едомова, тој ќе го казни и ќе ти ги разоткрие гревовите твои. Преку пророкот Еремија, Бог им вети на јудејците дека таа казна која ја претрпеа е финална и нема веќе да го дисциплинира својот народ. Не само тоа, туку Бог исто така вети и обнова на народот во време кое тој го определи. Но стихот кој го прочитавме е ветување за казна за едомците. Тие беа народ кој се ситеше на неволите и страдањето на јудејците. Сега доаѓаме до глава 5. Ќе го прочитаме првиот стих. Спомни си, Господе, што не снајде. Милостиво погледај и види го срамот наш. Јудејците се соочија со голем срам и тоа беше прилика да се свртат кон Господ и да ја бараат неговата милост. Нивните кнезови беа понижени, нивните жени оставени без основни услови за живот, а силните мажи кои останаа живи однесени во заробеништво во Вавилон. Се чини дека сета радост низ улиците на Ерусалим целосно згасна. Во тие мигови имаше само плач и жалење. Стихови 19 до 21. Ти, Господи, остануваш вечно. Престолот Твој е од род во род. Зошто наполно не забораваш, не оставаш долго време? Врати не кон себе, Господи, и ние ќе се вратиме. Обнови ги деновите наши, како во старо време. Царевите доаѓаат и си одат. Нивното владење е привремено. Дури и најсилните и највлијателните цареви се само дел од историјата. И денешните политичари, кои се начело на земји со голема воена опрема, еден ден ќе бидат само имиња од историјата и ништо повеќе. Но Господовиот престол, односно неговото владење, е вечно и никогаш нема да дојде до крај. Ова е добро подсетување, како за јудејците во времето на Еремија, така и за нас денес, да сфатиме дека сигурноста е само во Господ. Предпоставувам, забележавте, како пророкот се прашува зошто Господ го заборави и остави својот народ. Дали Господ навистина го заборави и остави народот? Се разбира дека не, дури и Еремија го знаеше тоа. Ова е само начин на изразување со кој пророкот бара обнова од Господ. Сигурен сум дека Еремија знаеше дека народот не ја заслужува таа обнова, но исто така знаеше и дека Господ е милостив и може да ја донесе таа обнова кај народот. Во контекст на овие стихови, сакам да знаете дека Господ може да донесе обнова во сечиј живот. Ако вам ви е потребна таа обнова, ве охрабрувам да ја барате од него и да му верувате дека ќе ви ја даде. Се разбира, не да барате обнова, а да продолжите да живеете како досега, туку додека барате обнова, да почнете да живеете согласно неговата волја која е запишана во Светото Писмо. Тоа е начинот на кој Бог може и сака да донесе нов живот во и преку вас. Тука ќе го завршиме денешното проучување,
а со тоа и обработката на книгата Плачот на Еремија. Свесен сум дека станува збор за доста тажна книга, но истата ни е дадена како потсетување за сериозноста и последиците од гревот. Затоа се надевам дека обработката на Плачот на Еремија ви беше и ќе ви биде од корист за вашата вера. Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.